Драги мои, здраво. Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Што си се развикал, дај стиши се малце. Оп, микрофонот сега подобар. Океј, здраво, добри сте. Да ги видам само кадрите, дали ми се на место. Машалла, машалла, машалла. И ова да ти е мило да бегаш овој широко голниот, али ви реков, стално ќе го вадам телефонот, бидејќи цел живот ми вадеат зрцките, дека телефон не може да служи како камера заради графиката која покажа, сега не ја покажа и така да. Главниот кадар не е овој е широкиот кадар да може да ме собере мене вака корпулентниот. Океј, шега на страна, колку да го разврзам јазикот за да не пелтечам, да не снимаат утре, да не фрлаат пари после за снимање филм за мене. Океј, драги мои пријатели и пријателки, најактуелно нешто сега што се случува е, нели, влезот на бугарите во уставот. Откако сите овие години, сите про, контра, влада, контравлада, вакви и такви партии, беа со консензус дека нема шанси за бугарите, одеднаш песната се смени, па дури од оние порталчиња, никад бе бугари уста. А зашо да не бугари уста? И, знаеш, ворете да го смениш ставот, кога има промена на состојба на теренот, например се подобриле ситуациите, спротивната страна презела некои чекори да укаже дека нема да се работи против македонскиот идентитет и така натаму и така да. Значи, прво да се разбереме, главната работа, бидејќи Филипче ја турка и неговите гавази и ботови, тоа значи дека отаму име кешот сега добиен и тука ја бркаат главната работа. Ништо друго. Но има уште една работа која малку подоцна ќе ја образложам. Сега малце факторијал да го земеме што во суштина и се случува. Значи, одеднаш голема кампања имаме последно време, откако они 7 години, 8 години беа на власти, нормално не го спроведоа ова што туку бараат некој друг да го направи. Океј. Кон што води муабетов мој? Води кон една работа доаѓањето на Кошта. Јас знам само еден добар, Руи Кошта, кој играше за мидфилдер атакер за Милан. Португалец добар беше, чат пати и така натаму. Но господинот Кошта кој овде доаѓа, нас до сега многу не кошта. Што све не сменивме. Така, сакам да ве потсетам дека за влез во Европска Унија имавме, кажа прошлиот пат, сега ќе ви повторам да ви влезе у тиквата, пошто со ваков тон ни се обраќаат ботовите сега пробугарски на СДСМ кои ни викаат бандоглави говеда. Слушај, по-проевропски, по-прозападен, по-проамерички тип од мене нема. Ама по-голем патриота не направивте заради својата нељубезност, лажливост, дрскост, вулгарност. Значи, ме навредува тебе како вие не сте мрднале од ова. Што бе не сум мрднал? Ни ти немаш години колку што имам ја пасош и сменето. Еве, што ми е идејата? Дојде Кошта да не убедува, види, за да влезете во Европска Унија, мора бугарите во устав. Абе, не е проблем бугарите во устав. Како не разбирате? Не е проблем. Проблем е она се друго што следува. Камо да е само бугарите во устав. И тоа е најголемата лага. Во очи ме лажат. Во очи ме лажеш, бе, брат, бе. Абе, не. Зборам на мојве колеги. На мојве колеги кои се искешира, купија колеги, и сега ќе ме убедуваат. Абе, дај да влезат ова, бугарите има никакви последици. Не е точно. Прво лага е.
Ако влезат, онда влегуваме со сите последици што ќе следуваат со тоа. Треба ли да се подсетиме за промена на знамето? Ништо. Промена на името? Ништо. Охридски договор? Ништо. Територијална поделба? Ништо. Букуреш за влезот во НАТО кога се преговараше какво името? Ништо. И кога се виде дека народот и ВМРО имаат цврста по ова, се направи шарена револуција да се смени за да се направи Преспанскиот договор, се купија 8 пратеници и така натаму и така натаму. Како и да е, нелегитимен референдум кој покрена гласање во парламентот. Како може нелегитимен, а бил само информативен, консултативен, а главната работа ја донел парламентот. Па што не заебавате? Што не теравте да искачаме на референдум? Значи, лажевте уште од старото референдум, него кога видовте дека не ви успеа референдум. Ај сега да видиме да излеземе. Ајде сега да излеземе, како што вика Филипче, ајде да гласаме. Ајде на референдум да идеме. Не име ни до референдум затоа што знаат дека со референдум или ќе го бойкотираме ние како народ, бидејќи народот може да излезе во огромен број и да гласа против. Но народот нема да гласа и они тоа го знаат, направени се анализи. Сега покушавам да навлезам во нивната игранка како сето ова се обидуваат. Ова значи се обидуваат да го повторат Преспанскиот договор. Ајде сега да направиме, ова да направиме, она да направиме. И сега референдум немци иде затоа што видоа со Преспанскиот договор дека кај народот нема да помине. Народот нема да излезе. И тоа во огромен број. Па дури една левица која беше погласна од сите и сите ги осудуваше кои се осмелуваа да спомнат, сега е многу ќутлива. Единствено е Филипче и неговите неколку медиумски ботови кои века, па стварно, вие сте назадни и така натаму, не сакате да влеземе во Европска унија. Не е точно. Ја сакам да сум во Европа. Ја сум во Европа. Ја не сум во Европска унија. Сакам да влезам. Во ред. Кошта дојде да не убедуе. Абе, ја донесе ли Лисабонската декларација да ја прочитате малцебе, пеземеци едни, да ја прочитате што пишува во Лисабонската декларација која е донесена на почеток на 90-ти години. И со таа декларација, која е се уште важачка, да ни каже, слушај, ова не се важи, нема врска ова, нема врска ова. Така и со бугарите во Устав. Тоа е само tip of the iceberg, само врвот на ледениот брег, кој све ќе следува после историски ревизионизам, јазик, идентитет и култура, многу болни работи кои едноставно нема да ги прифатите. Абе нема нормален човек да ги прифати. Па уште има кој да ги прифати. Очигледно, они мислат дека со ова ќе завршат работа. Но што е игранката? Не е само сега ќе се прашате зошто они не го направија ова? Еве и јас се прашувам, зошто не го направија кога беа на власт? Еве можеа, имаа доволно години. Можеа да го протнат, има вишок во собранието, можеа да го изгласаат. Зошто не го изгласа? Еве ќе ви кажам зошто. Волјата на народот е толку против ова, да што и да се направи, тој што ќе се согласи е мртов. И сега опозицијата знае, вика, ние и да ја предадеме, продадеме, офарбаме, да измениме пол, име изменивме, знаме изменивме, се изменивме, ние си имаме 100-200 илјади своји гласачи. Паднала партијата, се кренало ова, она, ваму, тамо, добро е. Фирмата работи. Но како да го победиш ВМРО, кој победи со победата на ВМРО ДПМН на локалните и на парламентарните избори е повеќе од референдум. Тоа не е само ги сакаме ВМРО ДПМН.
ВМРО гласаме за вас за да не го направите она што овие го барат. Ете, тоа е. И они тоа добро го знаат. И Мицкоски добро игра. Им држи онака и кочница и кумплунг, да не можат ни да го турнат, ни да го вратат назад. И сега е притисокот да донесат некој си како Кошта, за да се смени уставот. Да ги внесеме во уставот. Прв пат е овој овде. Слушај, дали се сеќавате на Федерика Могерини? Дали се сеќавате на Јоханес Хан? Дали се сеќавате на Вархеј? Се тоа беа бирократчиња, знаеше ние, нигде ги нема како политичари денеска. Тоа се луѓе кои никој никогаш не ги избра, кои се протнале благодарејќи на Сорос, бројлерче, упикано, кој треба да заврши работа, кој добива задача, тој не размислува, тој мозок нема, тој појма нема за Македонија, појма нема, него и не интересира. Не, вие морате. Зошто? Така му дошле. У пасошот има едно посулче вака, пасошот со картата за Македонија му стои, мора да ги примите бугарите. И што правите проблем? Се прават будали, дека за тој проблем нема ништо друго. Дека освен приемот на бугарите во уставот и нема да имаме никакви последици. Нецки. Јас се извинувам заради овие мои непрофесионални изрази. Какво би извинување? Абе, вашата дрскост е вулгарност, пцовка, плукање, бербатење. И не ви го прифаќам. Ја не го прифаќам. А дали сум за Европска унија? Нека ми донесат лист. Ја ќе бидам првиот предавник кој ќе потпише влез во Европска унија. Ама не ми барајте ништо. Тоа е тоа. Вештачката интелигенција денеска е зелена. Ке поплави ако остана муше малце. Бидејќи од интелигенција не ни остана ништо освен вештачка. Дали е тука крајот? Не, нема да биде. Ова ќе биде рашомонијада. Ова не е борба за влез на Македонија во Европска унија и на Македонија да ја биде подобро. Демек, власта не сака, а овие сакале. Не бе, Џони, они сакаат власта да се согласи на вакво нешто, народот ќе се крене против ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН кој е основата на неговото постоење, екзистенција, е заштита на македонските интереси. На СДСМ тоа не е. Кога им било? Кај го пишува тоа? Китка им вене, Македонија им дреме. Можат да прават што сакаат, кога сакаат, колку сакаат. Они ќе продолжат да живеат затоа што они и нивното гласачко тело сметат дека тоа нема гајле. Па што ако? Хајде. Па што ако смениме историја? Па што ако Асном се смени? Пази, наследници на комунистите, наследници на Асном, од све се откажаа само за да влезат во Европска унија. Ниво тоа не влегоа. И сега единствена шанса малку да се вратат на политичка сцена е да го убедуваат народот дека ќе заостануваме, дека ни е лошо, дека нема да влеземе во Европска унија затоа што власта не сакала. Не ме прави будала. Дај, не ме кили, дечко. Не ме прави луд. Џабе и кошта, и бошта, и вошта. Кого да испратите? Не го убедувате народов. Еве, мене може да ме подкупите, така? Кој не може да биде подкупен за пари, може да биде подкупен за многу пари. Ама не можете да го купите бе цел народ. И тоа народ не е сиромашен. Народ кој добро стои. Затоа што... Абе, срам ми е да го зборам мојот народ. Каков и да е, што и да е, има 2 грама мозок, те чита уште пред да излезеш од авионот, вака пред земаш воздух, лаже. И готово. Се сеќавате на оној, кога доаѓаше на аеродром и ни покажеш, знаете што е ова саат, стрелките на саатот. И
Ете го послушавме и тој тогаш. Се смени нешто? Не се смени. Дечки, лоша игранка се игра. Мене ми е драго што овие на власт се со ладна глава и ќе видиме сега овие колку пари ќе се фрлаат и колку ќе има, да речам, некаква шарена револуција. Иако сум убеден дека тој филм нема да се види. Ќе има некоја црно-бела, сива еволуција. Толку ќе биде. Нешто како неандерталски, недефинирано, неконзистентно, мислам, ова е циркус, мислам, ме правите луд. Иако, многу сум сериозен во овие тези што ги кажувам, не ги кажувам на професионален новинарски начин, ги кажувам на човечки. Кажете ми дека не сум во право. И прифатете, влез на бугарите во устав и се друго што следи. А следи, има една вулгарна, ќе ја кажам на крај. Кога еднаш ќе ти паркираат, кога ќе го се напупиш и ќе ти паркираат точак во задникот, ќе трпиш и шлеперот која ќе ти се паркира од позади. А шлеперот е, немате појма, како оние австралиски не, long train. Океј, тоа беше се за денеска. Благодарам за вашето внимание. Поздрав.